Испративме тешка, дочекавме неизвестна година. Бизнисмените и економистите не се големи оптимисти за 2024. Оценката за 2023 е дека стоело речиси се, отсуството на развој на стопанството и отсуството на реформи. Минатата година само се гаснеа пожари и на економски и на социјален план. Почетокот на следната година ќе продолжи во исто темпо. Така да очекувањата да заврши оваа година, можеби за нашиве економисти и за нашата економија е проблематично што планот не зависи од нив. Иако ние сакаме да кажуваме дека бизнисот треба навистина со своето знаење, со своите капацитети да одлучува сам за себе и да планира, меѓутоа се зависи од она што се случувало претходно, што не се случува во моментот. Кога ги видовме и извештаите и трендовите на Светска банка и ММФ, тоа видовме дека навистина се наоѓаме во многу незавидна економска ситуација. Ќе биде тешко и 2024, а можеби во четвртиот квартал нешто да очекуваме да имаме по некоја подобра економија, но навистина сме во една ситуација на која што ја стално го викам, последни влеговме во кризата, најверојатно последни ќе излеземе. Во 2024 остануваат истите предизвици. Борбата со корупцијата, со неликвидноста и со нелојалната конкуренција. Потоа борба за поголема продуктивност и за забрзан развој. Сепак главен предизвик и натаму ќе биде инфлацијата. Растот на цените е делумно подзапрен, но остануваат истите ризици. Пред се поради несигурноста кај енергенсите. Имавме тешка година, точно е тоа, особено поради непредвидливите трошоци и непредвидливото намалување и изголемување на понудата по барувачката, енергенсите, суровините, работната сила и така натаму, политиките, даноците, така да тешка година беше да се следи, а камоли да се работи. Да се свртиме кон луѓето, да ги прашаме како се чувствуваат на работните места, дали имат потреба од зголемување на капацитетите, знаењето, кариерата, продуктивноста и да пробаме да удоволиме во рамките на можностите. Ако се справиме со инфлацијата, иако и тука сум малце песимист, затоа што ние во 2024 не е изборна година и знаеме, сите влади во изборна година трошат буџетски средства, а во оваа ситуација, во овие кризи, навистина нас не е потребна влада која ќе штеди и која ќе инвестира. Значи, поштедлива влада, повеќе инвестиции, затоа што само вака теоретски знаеме да излеземе од кризата. Некако буџетски ние не успеавме некои работи да истераме до крај, што ни остануваат во 2024. Бизнисмените во новата година влегуваат со несигурност и предпазливост, но сепак со надеж дека државата конечно ќе има слух за нивните барања. 2024 почнува со нова проекција за раст со 3,4%, инфлација од 3,6%, како и со нови ветувања од власта дека конечно ќе биде подобро, но секако и со старите предизвици. Желбите за 2023 во најголем дел се неостварени, па остануваа за 2024 како што е подобра инфраструктура, поажурна администрација, повеќе кредити за фирмите како и повисок стандард за граѓаните.